се интензивираат притисоците врз нас учениците и врз нашите родители. Именно, цивили представени како инспектори влагаат по школите и пробуваат да ги заплашат децата со парични казни од по 2000 евра, без никакво објаснување. Тие исто така пробуваат да земат лични податоци од нив, како што е матичен број, име, презиме, професија на нивните родители и адреса на живење. Тоа го вршат без налог и тоа го вршат врз малолетници. Исто така, имаме голем број пријави дека притисок се врши на многу родители кои што се вработени во државните институции. Имено исто многу притисок се врши внатре во школите од страна на директорите и одредени професори. Но со тоа ќе порачаме и средношколскиот пленум ќе укаже дека тие празни закани и тие уцени немаат никаков ефект, освен што нас не мотивираат да се бориме за добро образование, а не за ова што денеска нас се случува со овие реформи. Исто така, до тие професори кои што се зазема улога, исто така и директори, кои што се зазема улога да го напуштат нивниот етички код, ќе им порачаме уште еднашка. Поддржете не, останете лојални кон вашата професија, останете лојални кон вашите ученици. Дојдете тука и поддржувајте не седете во празните училишта. Поддршка исто така имаме од родителите. Имаме собрано над 10.000 потписи. Родителите секој дневно ќе доаѓаат тука во 5 часот попладне да не поддржуваат. И со тоа уште еднаш ќе укажеме, вашите закани се празни, вашите закани се неефективни. Единствен успех што ги постигнаа вашите закани се тоа што не мотивираа нас. Тоа го прават на многу погрешен, на многу груб начин, мислам. На многу неморален и неетички. Други прашања? Имам јас, да. Тоа изгласување дека за податоци, кои се тие луѓе што се представуваат како инспектори? Не знаеме кои се тие луѓе. Тие луѓе никад не покажале легитимација дека се инспектори. Што прават? Бараат лични податоци, бараат матичен број, име, презиме на секој родител, негова професија и адреса на живење.